Поплавите во населените места во Кочанско, Зрновско и Чешиново-Блешевско на површина исфрлија повеќе проблеми во делот на заштитата и спасувањето од елементарни непогоди и други несреќи. Реакцијата на општинските власти и формирањето на кризните штабови беа првата и основната мерка да се организира спасување на населението, стоката и предметите од поплавите. Помош пристигна од сите страни и таа беше добре дојдена во сите населени места каде што поплавите направија големи материјални штети. Инаку, во вакви елементарни непогоди од Дирекцијата за заштита и спасување подсетуваат на законската обврска на општините за формирање на сопствени буџети за заштита и спасување од елементарни непогоди и други несреќи. Согласно Закон за локална самоуправа, градоначелниците во своите буџети морат да предвидат, има ставка за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи. Значи, тоа си е ставка, а јас, да не претерам, мислам дека ни еден градоначалник не само во нашиот регион, част на исклучоци, него и на ниво на републиката ретко издвојуваат буџети за по оваа ставка. А тие се може со минимални средства, значи секоја година помалку, дали ќе се не е само тие, може да не за 10, не да Боже, не пожари, да си формират единица за заштита и спасување од поплави, па единица за заштита и спасување од пожари. Значи и секоја година помали средства да издвојуваат, да купуваат опрема за поплави, ако е у најма рака чизми или некоја гребула или каваница. И апел до самите градоначалници да си во иднина, да си или со ребалансите да си предвидат средства во самите буџети и да ги користат. Тоа не се големи средства, бидејќи и стога со стандардната оперативна процедура што е за заштита и спасување, прво значи делуваат местни заедници, локални самоуправи, па потоа ние како Дирекција за заштита и спасување, па потоа државата на републичко ниво. Во поплавите во овој регион помогна и самите жители, како и советите на местните заедници, а од голема помош беше и присуството на неколку министри на теренот преку целата недела, кои преку своите оперативни штабови и општинските кризни штабови помогнаа во санирањето на последиците од поплавите во регионот.